Дали ние, како христијани, веруваме во ова тема? Вечера треба да донесеме одлука врз основа на Библијата, на библиската вистина. Бидејќи верувам дека во минатото сме размислували за ова тема, всушност тоа е еден чекор кој треба да го направиме и исчекор во нашиот христијански живот. А тоа е всушност, како овде што гледаме на самата слика, човек кој е заронет во вода, односно вечерва ќе зборуваме за библиското крштевање. Чекор кој треба секој од нас да го направи. Дали самата вода кај што ние се крштеваме, почитување света, или самиот чин е свет, вечерва ќе откриеме врз основа на Библијата, на Светото писмо. Всушност, вообичајниот облик на крштевање кој денеска се е во пракса со попраскување, ќе видиме дали тоа попраскување или тој начин на крштевање влече корен од Библијата или пак е воспоставено во текот на историјата. Библијата вели дека Исус Христос, кога бил крстен, имал некаде околу 30 години. И тој се крстил на реката Јордан. Зошто Исус дошол на реката Јордан? Ако било доволно да се крсти со попраскување, доволно би било Јован да понесе една чаша вода и со неколку капки да го попрска и на тој начин да ја задоволи таа правда или тој начин на крштевање, односно тој символ на самото крштевање. Зошто Исус морал или требало да отиде да се крсти на реката Јордан кај својот роднина Јован Крстител и побарал од него да биде крстен во реката. Интересно, после крштевањето, вели Библијата, небото се отворило. Всушност, небото дало знак, символ, еден голуб се спуштил како символ, односно како одобрување на она што Исус го направил пред 2000 и повеќе години. Значи, всушност, небото било задоволно, самиот Бог бил задоволен со чекорот кој го направил Исус Христос во она време. Дали крштевањето, почитувани денеска, има важност и за нас кои живееме во овој 21 век? Дали обредот на крштевање денес е обврзан и колку е важен? Дали е важен? Ако е важен, ако е тоа нешто важно, тогаш треба да го испроведуваме во нашиот живот. Зошто разни христијански цркви крштеваат на разни начини? Ние ќе спомнеме денеска или вечерва дека постојат повеќе облици на крштевање. Јас сум видел неколку, меѓутоа ќе видите и ќе слушате бројки дека постојат десетици многу начини на крштевање. Но Библијата признава само еден облик, еден начин кој Бог го одобрил или го одобрува. Дали тој обред за нас денеска е задолжителен? Ако е така, колку е важен тој обред на самото крштевање? Дали е тоа всушност воопшто важно за нас почитување? Или пак тоа е нешто старомодно што треба да го заборавиме, да го оставиме во историјата? Дали крштевањето и денеска е важно за нас? Библијата вели во Јован 3 глава 5 стих: ако некој не се роди од вода и дух, тој не може да влезе во Божето царство. Дали не сега на почетокот јасно колку е важна ова тема што ние вечера ќе ја проучуваме? Крштевањето, почитување е всушност влезница за небото. Ако сакаме да бидеме еден ден со Христа, ние зборуваме пред неколку петоци за 1000-годишното царство, таму спасените ќе бидат на небото 1000 години, но таму има место и за тебе и за мене. Таму има место за сите нас, но мораме да поминеме низ оваа врата, што вечера ние ќе споменеме, тоа е самиот облик на крштевање. Колку е крштевањето важно за нас денеска, почитувани? Еве го за вечерва текстот кој го наоѓаме во Марко 16:16. Лесно се памти. Евангелие според Марко 16 глава 16 стих. Кој ќе поверува? Гледате овде што пишува. И се крсти, ќе биде спасен. Крштевањето е врата низ која треба да поминеме за да влеземе во небесното царство. И затоа да не го одложуваме твоето, моето или нашето крштевање. Бидејќи ако сакаме да бидеме со Христа еден ден, треба да поминеме низ таа врата. Марко вели, кој ќе поверува? Значи не е доволно само да веруваме. Денеска илјадници, милиони луѓе веруваат, но ги немаат оние следните чекори што Бог ги бара од нас. Овде вели, кој ќе поверува и се крсти, ќе биде спасен.
Како се случило разни християнски заедници почитувани да крштават на разни начини? Според Исус, вели Библијата, сите християни треба да бидат крстени. Значи, според правилото кој го наоѓаме во Библијата, во Светото писмо, битно е да веруваат во Исуса, но битно е јавно да го кажат, да го искажат своето верување, односно да се крстат. Значи, секој во себе може да верува, но крштевањето е јавно сведочење пред луѓе, пред сведоци, а и пред самото небо, пред самиот Бог, пред ангелите, дека ние сакаме да го следиме Исуса. Во Библијата скоро 100 пати се спомнува крштевањето. Значи, во целата Библија скоро 100 пати се спомнува, но секогаш вели Библијата дека тоа е предуслов за влез во небесното царство. И сега, што ќе се случи ако некој не се крсти, немал прилика, не можел да се крсти, што ќе се случи со таквата личност? Во случај некој да не може да се крсти, како што било случајот со разбойникот на крстот. И затоа Христовото крштевање на таквите луѓе им се вбројува наместо нивното. Дали е јасно? Значи, човек дали бил болен, се случила сообраќајка или нешто непредвидено, а човекот верувал, се приготвил за крштевање. Во тој случај, Христовото крштевање му се припишува на таа личност, бидејќи немал прилика тоа да го стори лично. Но Исус не очекува од нас да направиме нешто што е физички невозможно. Значи, Исус очекува од нас, додека сме живи и здрави, додека може да влеземе во вода, тоа и да го направиме. Има, значи, исклучоци, како што бил разбойникот на крстот. Исус го примил со вера. Тој да имал прилика да се симне од крстот, би отишол во првата река и би се крстил, би направил завет со Господа Исуса Христа. Кое упатство спаѓа во последните упатства кои ги дал Исус на своите ученици? Еве Исус што кажал пред да замине: така одејќи, направете ги сите народи мои ученици, крштевајќи ги во името на Таткото и Синот и Светиот Дух. Гледате, почитувани, дека последните зборови биле многу важни, кога е во прашање Исусовите зборови кои ги кажал на своите ученици. Денес, кога некој од нашите стари пред смртта, да кажеме, ќе каже некои зборови на своите најблиски, на децата, тие се паметат, тие се пренесуваат од колено на колено. Исус овде го изнел своето гледиште за новата христијанска црква. И старешините подоцна требале тоа да го спроведуваат, да ги крштават новите верници во името на Отецот, Синот и Светиот Дух. Колку облици на крштевање денеска постојат, почитувани? Еве што вели апостол Павле во Ефесјаните: еден е Господ, една е верата и едно е крштевањето. Не има стотици врсти на крштевање. Луѓето може да измислат десетици, но Библијата, почитувани, познава само едно единствено крштевање. Овде гледаме дека апостол Павле спомнува едно крштевање. Еве, например, да ви спомнам сега разни облици на крштевање. Некои религии крштеват во крв. Одат толку далеку, крштеват во крв. Други употребуваат масло или сол. Во сол крштеваат. Во христијанската религија се употребуваат повеќе од 15 разни облици на крштевање, во зависност од културата или традицијата. Гледате луѓето што измислиле. Разни облици, а Библијата познава само едно единствено. Библијата укажува дека само постои еден Господ, една е верата. Некој велат си ја сменил верата, или немој да ја менуваш верата. Почитувани, вера не се менува, ниту се наследува како нива, како куќа или стан. Верата се стекнува во срцето кон Господа. Верата не е наследна, ниту може да ја смениш. Една е верата пред Бога. И како што е едно и самото крштевање. Ајде да видиме што значи зборот крштевање. Еве, заеднички да прочитаме. Самиот збор крштевање дословно значи баптизо. Според тоа, втор збор за крштевање доволно значи потопување. Зборот баптизо е грчки збор што значи потопување, целосно потопување. Библијата никогаш не користи зборови кои значат попраскување или поливање, да би го означил вистинскиот облик на крштевање. Единствен вистински облик на крштевање според Библијата е крштевање со целосно потопување. Знаете што тоа значи? Како што нашите сопруги кога перат алишта, алиштата што ги прават? Што прават со алишта? Каде ги потопуваат?
Во вода. Не можеш ти да ispereš алишта ако е ракав од горе, на суво. Значи мора да се потопи се. Тоа е смислата на зборот баптизо. Потопување, не попраскување. Целосно загнорување во вода. Или полевање, не. Попраскување, не. Единствениот вистински облик на крштевање според Библијата значи крштевање во вода, со целосно нурнување. Ајде да видиме како Исус бил крстен, почитувани. Рековме, во почетокот читавме дека Исус дошол на реката Јордан. Еве што се случило. И веднаш додека излегуваш од водата, виде како се отворија небесата и духот како слегува над него како гулаб. Исус, почитувани, бил крстен од рацете на Јован Крстителот. Бил потопен во реката Јордан. Тој патувал некаде околу 120 километри да дојде кај Јована на реката Јордан. Замислете, 120 километри тој поминал пешки, за да дојде таму кај што Јован крштевал, а Библијата вели имало многу луѓе. Исус бил на 30 години, возрастна личност. Не може бебе да донесе одлука за да го стори тој чекор. Исус не бил крстен како новороденче. Тој имал 30 години од својот живот, кога можел да донесува собствени, самостални одлуки. И пред да отпочне својата мисија, својата активна работа, Библијата вели дека тој дошол на реката Јордан и бил крстен. Според тоа, почитувани, важно да се забележи дека Исус не бил крстен како бебе. Исус самиот одлучил да биде крстен, да направи чекор. Иако Исус не бил грешен, немал грев, но сепак им дал пример на сите луѓе, а денеска тој пример треба и ние да го следиме. Исус, значи, бил крстен со потопување. Ајде да видиме еден друг пример од Библијата како Филип го крстил човекот од Етиопија. И заповеда да застане колата и двајцата, Филип и етиопјанецот, слега од водата и го крсти. И гледате сега што пишува. И кога излегоа од водата, Господовиот дух го зеде Филипа. Значи, и овој човек, возрасен, проучувал, читал се, молил се, приготвувал и Бог му вели на Филипа, оди таму на таа раскрсница, ќе помне еден човек со кочија. Тој сака да запознае повеќе за Бога, но нема кој да му објасни. И Филип поминал неколку часови со него. И кога Филип стекнал впечаток дека има познава на Библијата, го познава и Бога, човекот посакал да биде крстен. Донел одлука. Значи, врз основа на овој текст, почитувани, гледаме дека и апостолите не го смениле обликот на крштевање. Туку крштавале возрастни, после Исуса Христа. Исус веќе заменил на небото. Поминеле десетици години. И апостолите не го промениле обликот на крштевање. Овде Филип тоа го прави како што го правил и Јован Крстителот. Двајцата влегле во водата и го положил телото на овој човек. И Филип и овој човек излегле, вели Библијата, од водата. И тој се крстил во името на Исуса Христа, на Таткото и Светиот Дух. И сега, зошто се крштаваме, почитувани? Каква е таа символика? Библијата вели, што се двоумиш сега? Стани, крсти се и изми се од своите гревови, повикувајќи го името на Господа. Крштевањето, почитувани, представува чин, свет чин на перење на стариот човек, на стариот начин на живење. Значи, кога излегуваме ние од водата, всушност тоа е една символика, како овде што е изми се, како што водата го пере нашето тело. И символично водата се испушта и оди далеко од нас. И ние стануваме на еден нов живот, живот со Исуса Христа. Символиката на водата се применува да го прикаже миењето на самото капење. Таа символика представува чистота на еден нов почеток. Значи, водата не е света, како што некои полнаа тамо за во јануари кога се светат водите, реките, не може да се посвети вода. Чинот е свет, водата си е вода. Меѓутоа, самиот чин ние треба да го следиме, а не да веруваме дека водата е света. Крштевањето символички представува пресвртница во нашиот живот. Ако сакаме своите гревови, рани и обесхрабрување да ги измиеме и одново да отпочнеме нов живот, зошто тогаш да не се крстиме, почитувани? Ако сакате да го заборавите минатото, ова е единствен начин што Бог ни го нуди вечерва, да се крстиме, да почнеме нов живот. Дали 50 години, 60 години, колку сме оделе
без Бога. Бог ќе ни прости и ќе ни даде прилика да отпочнеме еден нов живот. Бидејќи символично крштевањето представува миење на гревовите, самото попраскување или поливање со вода не би било доволно. Вие не можете со попраскување да ги тргнете своите гревови. Тие треба да се измијат. Самото крштевање, каде целото тело ќе биде потопено со вода, вистински представува миење на гревовите. Едноставно, тоа представува начин кој Бог го бара, почитувани од сите нас. Ние на тој начин го переме не само на дворешно нашето тело, туку и внатрешно. Што обредот на крштевање сам по себе символично представува? Така со тоа сме погребани со крштевање во смрт, како што Христос воскресна од мртвите преку славата на Таткото, така и ние да одиме во нов живот. Гледате, крштевањето представува и погреб, како што кога човек ќе почине, се става во земја и се затрупува со земја. Значи се става доле и човекот се погребува. Символично крштевањето представува погребување на стариот начин на живење. И кога ќе станеме од водата, ние всушност почнуваме еден нов живот со Господа. Без разлика што и да сме направиле, Бог ни го простува и тоа останува позади нас. Исто како што Исус умрел, а потоа воскреснал од мртвите, така и новиот христијанин умира со стариот живот во гревот, а се погребува под површината на водата со крштевање и потоа станува да живее нов живот. Ајде да видиме уште неколку работи кои се многу важни за нас вечерва. Смртта на нашиот или на вашиот стар живот. Христијанскиот живот не се гледа само во тоа да станеме подобри лица. Туку тоа е смрт на стариот живот. Нема корист од желбата да бидеме крстени ако не сме подготвени да дозволиме нашиот стар живот да неповратно умре. Вие едноставно би излегле од водата како мокар христијани. Значи, ако само го направиме тој чин физички, само ќе излеземе како мокри луѓе од водата. Ништо друго. Пред да се крстиме, постојат чекори кои треба да ги направиме. А тоа е вера, покаяние, признање и така натаму. Со попраскување или поливање на некоја света вода, никогаш не би можело символички да представува смрт на стариот живот. Вам не ви е потребно да вашиот стар живот биде само попраскување, туку да се удави во водата. Всушност, моето јас, твоето јас, нашата горест, мојата горест, се она што не било добро да остане позади нас. Понатаму, обредот на крштевање символично представува погреб на мојот и на твојот стар начин на живење. Библијата вели: погребани сте со крштевање. И повторно, никакво количество на попраскување не може да ве спаси од погребот. Нам не е неопходно да бидеме крстени со потопување, онака како тоа Исус што го направил. Понатаму, вашиот нов живот во Исуса. Кога вашиот стар живот е мртов и погребан, вие станувате од водата како нова личност. И затоа крштевањето ни дава прилика, почитувани, да го оставиме нашиот стар начин на живење. Нема друг начин, освен овој што Бог ни го оставил. Едноставно почнуваме една нова страница во нашиот живот. Стани, крсти се, изми се од своите гревови. Ова е прилика кога Петар бил во затвор и кога дошле ангелите да го ослободат, а оној војникот кој таму ги примитил дека не се во собата, едноставно се возбудил и сакал да се убие. Но кога Петар му рекол: немој, тука сме. И Петар му сведочил за Бога, за Исуса. И му вели: стани и крсти се, понатаму изми се од своите гревови. Значи, крштевањето, почитување, е миење на нашиот стар начин на живење. Крштевањето представува вашата одлука да се поврзете со Исуса. Крштевањето ни е прилика да се поврземе со небото. Гледате каква прилика Бог ни дава. Додека порано сме биле поврзани со стариот човек, сега сме поврзани со Христа. И сега ова што е со плави букви. Крштевањето е исто толку важно во христијанскиот живот како што е венчавањето во бракот. Може дечко и девојка дојдат со години, но ако не се венчат, ако не се регистрират што ние велиме, тој брак не е валиден и ти не се фактички во брак. Нити држава признава, нити Бог признава. Тие се сакаат, дечко и девојка се, одат заедно, но ако не крунисат со брак, со венчавање, ништо тоа не вреди. Ние може да доаѓаме во црква, може се молиме, да веруваме. Се е тоа добро, но ако не го направиме тој последен чекор, почитувани, не вреди пред Бога тоа ништо. Тоа е уште една причина поради која многумина се крштеваат како возрастни лица. Човек кој ќе донесе
samostalna odluka. Bebe to не може да го направи. Чие име крштениците земаат при крштевањето? Тука има голема полемика. Луѓето велат, ќе ти го сменат името, ќе направиш ова или она. Сето е лага. Ти ќе останеш и понатаму со твоето име и презиме. Меѓутоа, ние како христијани добиваме едно име. А кое е то име? Ајде да читаме. Зашто сите се крстивте, се облековте во Христа. Ние кога ќе се крстиме, почитувани, стануваме христијани, а твоето лично и моето име си останува додека сме живи. Меѓутоа, ние како луѓе, ние стануваме следбеници на патот, следбеници на Исуса Христа. Тоа значи дека сме го прифатиле Него како свој најдобар пријател и личен спасител. Второ, ние се облекуваме во Христа, во Неговата наука, во Неговите принципи и правила што Тој ги дал во Светото писмо. Како што жена обично, кога ќе се омажи за својот сопруг, чие презиме превзема? Презимето на сопругот, така? Така и ние. Кога ќе се крстиме, добиваме ново име духовно. Стануваме христијани. А по народност може да бидеш грк, македонец, бугарин, албанец или не знам која нација. Како народност. Но како следбеник на Христа, ние стануваме христијани, затоа што сме се заветувале, ние сме станале собственост на Бога и ние сме станале тогаш познати како христијани, следбеници на Исуса Христа. Кога се крштеваме, значи ние првенствено се крштаваме во Христа. Тоа значи дека сме го прифатили како свој личен спасител. И овде, како што спомнавме, неле, жената го прифаќа претежно презимето на својот сопруг. Да, тоа е библиската вистина. Дали е вистина, дали е навистина важно кој облик на крштевање применуваме? Еве, овде имаме слики од левата како бебе се крштава, односно го крштеваат, без негова согласност, бебето не знае, дури се спротивставува, плаче, чудно му е. А овде имаме десно облик како што Бог предвидел, како што Исус се крстил во реката Јордан. И ние денеска може да користиме река, море, езеро, базен, кај што има доволно вода да човекот биде потопен. Тоа е всушност поентата, онака како што Бог го бара од нас. Еве го текстот. Но ако и ние, или ангел од небото, ви проповеда друго евангелие, различито од она што ви го проповедаме, да биде проклет. Почитувани, кој евангелие ние ќе следиме? Оно што е проколнато, овде Павле вели, немојте да слушате секакви приказки, кога е во прашање крштевањето. Следете го Бога, следете го Исуса Христа. И затоа Павле вели, ако дојде некој, па дури тоа да биде ангел, и ви проповеда друго евангелие, различито од она што го проповеда Бог, вели да биде проклет. Односно, со други зборови, немојте да го прифаќате. Причината зошто е важно како и кога се крштеваме се наоѓа во значењето на символот на крштевањето, почитувани. Според Библијата, верата, покајанието, признавањето и религиската подготовка мора да му претходи на крштевање. Овие се многу важни чекори, 4 ги има, ќе ги повториме. Прво, вера. Човек мора да верува во Бога. Без вера не може се крсти. Второ, треба да се покае пред Бога. Трето, да признае, да ги признае своите греови. Четврто, мора да има религиозна подготовка. Што тоа значи? Да ги научи основните принципи на Библијата, на Светото писмо, како христијан треба да живее. Значи, тие 4 работи мора да му претходи пред човекот да направи чекор на крштевање. Тоа не е тешко. Тоа е лесно, само ако човек има добра волја. И тоа е причината зошто во Библијата нема да најдете ниту еден пример на крштевање на деца. Дали дете може да направи од неколку денови или месеци 4 чекори кои Бог ги бара од нас? Да верува, да се покае, понатаму да признае и да се религиозно подготви, да ги осознае принципите кои се важни за еден христијанин. Врз основа, почитувани на што, вели овде прашањето, врз основа на што биле прифатени останатите облици на крштевање во црквата. Сега ќе видиме како во минатото луѓето дошле на идеја, ајде да крштаваме бебе.
деца. Зошто? Си нашла една причина, во случај ако човекот умре, односно ако детето почине, значи не постане таа старост, некои си рекле, ако детето почине, ќе биде виновно за Адамовиот грев. И затоа да побрзаме да ги крштаваме малите бебиња. Па ако се случи да умре, тоа ќе биде спасено. На тој начин тоа навлегло во христијанската црква. Но Павле вели, односно Марко вели, вие остававте Божјата заповед, а го држите човековото или човечкото предание. Може човекот се да измисли, но сепак треба Библијата да биде почитувани за нас мерило. Библијата е таа книга, тој пат, тоа мерило кој треба ние да го следиме. И затоа, еве, ќе ви спомнам овде неколку работи кои се важни за нас. Може да посетите стари храмови во Европа и да видите пространи големи крстилници што се користеле за изведување на библиско крштевање. Кај нас ги има во Стоби овде, во наша близина, ги има на Плаушник во Охрид, ако сте виделе, посебна голема крстилници, јас сум ја сликал. Значи, постојат во тие стари градби крстилници и во разни храмови во Европа, кај што луѓето во минатите векови крштавале возрастни луѓе. Меѓутоа, со текот на времето, целокупната символика на крштевањето се изгубила, зашто црквата прифатила пагански обичаи, кои немаат подлога во Библијата, во Светото писмо, и така ги вклучиле бебињата да ги крстат со попрскување. Значи, со попрскување. Имало луѓе, например, кои биле болни на смрт и се плашиле што ќе биде со таа личност ако умре, а не биде крстен. Ги земале луѓето и ги замутувале во мокри кебиња, скрос мокро и така да го натопат целиот човек во кревет кога лежи. Меѓутоа, и тоа не е добро. Библијата за таквите личности дава една врата отворена, тоа е на признавање на верата. Значи, кога човек е во таква состојба, тешка, не може да влезе во водата. Јас спомнав на почетокот. На таквите Исус го препишува неговото крштевање, кои немале прилика да влезат во вода, како што е разбойникот на крстот. Меѓутоа, бебе ако почине неколку месеци, тоа е безгрешно, нема грев. Тоа има наследно од родителите гревови, но за тие ние одговараме, ние почитувани. Ние не одговараме за гревот на Адама, за гревот на нашите прародители, за нашите родители. Ние ќе одговориме само пред Бог и ќе одговараме за нашите гревови. Децата се безгрешни, во смисол немаат грев, и затоа ако се случи да почине тоа дете, Бог ќе му го даде како подарок на родителите, ако еден ден тие родители останат верни пред Бога. Така да, таа игра што луѓето во минатото ја направиле, ја вметнале во христијанскиот свет и во христијанската црква, не држи вистина во Светото писмо. Значи, луѓето дошле до таква идеја, ајде да ги крстиме бебињата, бидејќи ако починат, нема да бидат спасени. Еве неколку слики, односно една слика, да видите крстилница, голема, значи во храмови, кај што се граделе големи крстилници, за да можат да се крстат возрастни верници. Тоа го има, може да најдете во разни енциклопедии. Црквата во 4. и 5. век ја прифатиле идејата дека и бебињата ја носат вината за Адамовиот првобитен грев. И затоа ќе бидат изгубени. Гледате што пишува. На сите новородени бебиња им е потребно очистување и примање во Божјото семејство. Праксата на крштевање на бебиња службено е прифатено во црквата на соборот во Мел, 416 година, значи скоро 5 век после Христа. Со текот на времето тој облик на крштевање станал традиција што црквата потоа го наметнала. И така постепено, чекор по чекор, таа традиција или тој начин што не е библиски, пуштил толку јаки или силни корењи во христијанството, што денеска многу тешко тоа да се искорени. Но сепак, Библијата е многу јасна и гласна кога е во прашање начинот на крштевање. Како да знаеме дека сме подготвени за крштевање? Како тоа треба да го осознаеме, почитувани, дека сме зрели за да бидеме крстени? Број 1, многу важно. Дали го сакат Исуса? Ако го сакаме Исуса, тоа е првиот чекор кој не води кон крштевањето. Први мора и треба да го сакаме Исуса Христа. Второ, ако го прифаќаме Исуса како личен спасител, кога ќе доживееме искуство на новораѓање, едноставно си доживел во својот живот нешто убаво со Христа, ново искуство. Кога ќе ги разбереме
и веруваме во сите учења на Исуса Христа. Не е то тешко. Меѓутоа, ако го следиме Исуса, неговиот пат, принципите и правилата, тоа ќе ни биде многу убаво и пријатно во нашиот секојдневен живот. Кога ќе се покаете за сите своји греови. Значи, покајањето е важно. Ја и Бог. Јас се кајам пред Бога за моите греови. А Бог нема причина за да не опрости, ако тоа биде искрено наше кајање. Кога ќе се сложиме да ги отврлиме сите своји греови. Значи, се оно што се случило во минатото, бараме од Бога помош тоа да го направиме, а Бог ќе ни даде, верувајте, сила тоа да се направи. Но, немојте да чекате да се почувствувате доволно добри. Бог ве сака и крштевањето е почеток на вашето духовно патување. Ако чекаме да бидеме свети, па тогаш да се крстиме, никој што нема да го доживееме. Постојно ѓавот ќе не мами, ќе рече, гледај што направи денеска. Гледај што направи, ти не заслужуваш крштевање, ти не заслужуваш спасение и постојно ќе ни наметнува темни, мрачни мисли. И затоа Библијата вели, ако денеска го слушнеш Божјиот глас, тргни, одлучи се, а Бог ќе ни даде сила да нашиот пат христијански, животен, ќе биде многу полесен почитувани кога ќе одеме со Христа. Ако одеме сами, сатаната постојано ќе не притиска, ќе не враќа назад. Затоа немојте да чекаме да се почувствуваме доволно добри, па тек тогаш да кажеме, Боже, сакам да се крстам. Денеска е времето кога ние треба да тргнеме со Христа. Што треба да го прати крштевањето со вода? Ево уште еден библиски текст, почитуван да го прочитаме заедно. Ако некој не се роди со вода и дух, тој не може да влезе во Божјото царство. Значи, пред воденото крштевање, постои крштевање со дух. Всушност, Светиот Дух не осведочува кога е во прашање Библијата или вистината. Може би многу работи не сме знали до денеска. Или до вчера или пред месец дена. Но доаѓаме на предавања и секој предавање помага преку Светиот Дух да осознаваме библиски вистини. Тоа е чекор по чекор. Може пред една година многу работи не сме познавале. Но благодарение на овие предавања, благодарение на Духот Свети кој не осведочува, тој не води до она последниот чекор, а тоа е покаяние, признање. Верата се утврдува врз основа на Библијата и на крајот ние правиме завет со Господа. Крштевањето со вода треба да биде пропратено со крштевање на Светиот Дух. Да се биде крстен со Светиот Дух значи да бидеш целосно потопен, проникнат со Светиот Дух. Ние треба да го бараме Светиот Дух и да му дозволиме да не менува. Значи, крштевањето не е плафон, крајна цел. Крштевањето е еден нов почеток и ние тогаш почнуваме да растеме. Да растеме духовно, ќе растеме се до Христовото второ доаѓање. Не треба да се задоволиме со некои работи што ги знаеме. Туку тоа треба да не притиска, да не тера, да одиме се понатаму и понатаму во нашиот христијански живот. Крштевањето со вода треба да биде значи проследено со крштевање на Светиот Дух. Понатаму, дали крштевањето има врска со приклучување на црква? И ова е важно прашање. Еден пријател ми вели, сакам да се крстам, но не сакам да припаѓам во ниту една верска заедница. Сега тоа прашање малце за дискусија, но вечера ќе дадеме целосен, исцрпен библиски одговор. Дали крштевањето има врска со приклучување на црква? Да. Ние не можеме да се крстиме, а да живееме самостални. Некаде да висиме сами. Ние автоматски, природно, треба да се приклучиме кон заедницата која има исти верувања, исти ставови, исти принципи, иста цел. Ајде да го читаме текстот. И така се крстија оние кои го прифатија неговото слово. И гледате сега што пише овде. И во тој ден се приклучија околу 3000 души. Фалејќи го Бога, беа омилени кај сиот народ. А секој ден Господ ги додаваше оние кои се спасуваа. Почитувани, црквата е Божја избрана заедница на верници кои треба да ни помогне да растеме во својот духовен живот. Но и заеднички да работиме во ширењето на Евангелието. Ние кога ќе се крстиме не можеме сами да живееме. Ајде прост пример и слика. Ќе се породи мајка. Бебе може ли само да живее? Тоа бебе е зависно. 9 месеци тоа бебе било врзано зависно од мајката. Сега се породила мајката. Бебето е само како суштество, но повторно му треба помош.
му треба заедница. Одем понатаму. Тој е глава на телото на црквата. Зашто ние сите сме крстени преку едно тело, преку еден дух во едно тело. Значи, има луѓе кои сакаат да бидат крстени во Исуса Христа. Има джелба и тоа го прават. Но не сакаат да се придружат на црквата. Библијата е тука многу јасна. Кога ќе се крстиме во Исуса Христа, ние автоматски стануваме и дел од неговото тело, од неговата црква. Црквата е едно тело, а ние сме разни органи. Како што телото има глава, прсти, раце, мозок и понатаму. Така ние, без разлика на раса, на класа, на боја на кожата, без разлика на нашата наобразба или финансиска ситуација, пред Бога сме ние сите исти. И Бог не третира како ќерки, како синови. Сите сме пред Бога почитувани ние исто. Црквата е Божја избрана заедница на верници која треба да ни помогне да растеме. Затоа заедницата е потребна. Ако ние се крстиме и тамо некаде живееме сами, тоа е како едно дрво извадено од оганот. Со време тоа ќе угасне и не може да се оплоди, не може да развие нов оган, затоа што е само. Но кога ќе се соберат повеќе дрвја, тоа создава пламен, жар и топлина. Така да кога се одлучуваме на крштевање, ние истовремено се одлучуваме да станеме активни верници на Божјата црква. Зашто Бог ја основал својата црква на оваа земја. Кога ќе се одлучиме, значи, ние стануваме активни верници на Божјата црква. Тамо кај што живееме. Еве, сме во Кавадарци сега. Или некој ќе се приклучи во заедницата во друг град. Или ние утре ќе се преселиме во друга држава. Ќе пронајдеме она црква најблиската до нашето верување. Односно, до моето сваќање. До принципите кои јас сум ги прифатил врз основа на Библијата и продолжувам да живеам, да работам, да растам во таа заедница, зашто е многу полесно да се биде во заедница, отколку да бидеме сами. Дали повторното крштевање некогаш е прикладно? Се случува човек да се крсти, но со времето да се олади, да падне, да се лизне, да сгреши и доаѓа до миг, до момент кога посакува да се крсти повторно. Збором за возрастни луѓе. Некои се устручаваат, некои се срамат, некои велат дали е тоа дозволено, дали е потребно и така натаму. Да, во мојата служба ме прашувале некои луѓе, дали треба да направам повторно завет со Бога по пат на крштевање, зашто сум одлутал, сум сгрешил, сум го навредил Бога и сега сакам да се вратам. Ајде да читаме библиски текст. А Павле рече, Јован крштеваше покајно крштевање, велејки му на народот да верува во оној кој ќе дојде по него. Кога чуо тоа, се крстија во името на Господ Исус. Зашто станува збор, почитувани, овде? Библијата препорачува повторно крштевање, кој ќе се прифати некоја значајна вистина. И јас, може сум бил крстен како бебе. Тоа пред Бога не представува ништо. Анулирај го тоа веднаш. Но како возрастен си бил крстен во некоја заедница. Има заедници кои крштават возрастни. Меѓутоа си дошол до сознание дека таа заедница не ја држи комплетна вистината. Потребно и пожелно е кога ќе добиеме нова светлина, кога ќе осознаеме нова вистина, да направиме чекор на крштевање, без разлика ако сум бил крстен во минатото како возрастен. Овде вели, кога го слушна тоа, се крстија во името на Господ Исус Христос. Иако идеално крштевање да биде само едно искуство во животот, има примери кога повторното крштевање не е само што е прифатливо, туку е препорашливо. Понекогаш е препорашливо да се крстиме два пати ако сме сгрешиле, ако сме одлутали од Бога, сме го навредили Бога во својот живот и сега се враќаме повторно назад. Убаво е да се вратиме повторно пред Бога, опрани, очистени, како што Бог бара од нас. Тоа е библискиот одговор. Повторното крштевање е препорашливо кога ќе го напушите Христа. Се случува во животот да човек се лизне, да падне, да одлута, како изгубениот син. Еве пример за изгубениот син. Тој одлутал, тој го навредил и Бога и својот татко, но таму далеку дошол кај себе си и вели ќе побарам прошка. И таткото го прифатил. Таткото повторно го вратил назад во кругот на своето семејство. Кога апостол Павле бил во искушение да го одложи своето крштевање за подосна, кој совет
го добил. Ајде да видиме што Павле, почитувани вечерва, сака да ни каже. Читаме во Дела на апостолите. И што се двоумиш? Стани и крсти се. Изми се од своите гревови, повикувајќи го името на Господа. Прашен за нас вечерва, почитувани, зошто ние се уште чекаме. Може би има помеѓу нас некој кој се наоѓа на својата животна раскрсници. Добро е. Добро да размислиме пред тој чекор да го направиме. Но не треба многу долго да одлучуваме. Не треба долго да одлагаме. Зашто животот наш е несигурен. Никој нема бланко подпис од Бога дека ќе живееме утре, задутре или за 100 години, односно за 10, 20 или повеќе години. Никој од нас не знае што ќе се случи утре и затоа е многу важно. Исто што постава прашање, зошто ние чекаме? Дали се уште ќе го одложуваме своето крштевање или ќе дојдеме пред Господа Исуса Христа? 3 факти кои треба да ги запаметиме. Прво, крштевањето е еден од најважните аспекти на христијанството. Тоа е многу важен чекор. Значи, крштевањето е важен аспект во нашиот христијански живот. Единствено крштевањето со целосно потопување, нагласувам, целосно потопување, представува библиски облик на крштевање и го одразува значењето кое се крие позади символот на крштевање. Крштевањето, тоа е врата низ која се влегува во Божјото царство. Почитувани, може ние да дојдеме до некоја граница на некоја држава. Но ако немаш пасош, немаш виза, ќе те вратат назад. Ти можеш да дојдеш и во Америка на аеродром. Тука е границата. Но ако имаш фаличен пасош, без разлика што 8000 километри си летал, ќе те вратат назад. И каде че ти немаш право да влезеш во нашата земја. Може ние 50 години, 60 години, 70 години, 80 години веруваме во Бога, се крстиме, се молиме, даваме дарови. Но не сме го направиле тој важен чекор на крштевање. Исус ќе каже, жал ми, пријателе, знаеше за тоа, но не го направи. Зошто чекаше? Зошто не го направи на време? Крштевањето е врата низ која се влегува во Божјото царство. Еден господин по име Кен бил во средни години. Имал семејство, посветено христијанско семејство. Неговата жена се молела за Кен секој ден. Тој не одел во црква. Верувал во Бога, но се срамил да оди во црква, а камоли да направи завет со Бога, да направи чекор на крштевање. Таа се молела, но се чинило дека тој никош нема да се одлучи да се крсти. Во Кеновите мисли немало потик, благодарение на некој христијан, да се потикне човекот за да го направи тој чекор. Едноставно немало човек кој ќе го потикне него. Жена се молила негова, меѓутоа со години немал никаков одговор на молитвите, се додека еден ден, внимавајте, еден ден во мислите во главата на Кен се променило нешто. Еден ден Кен ја рекол на својата сопруга, жено, сакам да следната сабота одиме заедно во црква. Кен бил прилично задоволен со оно што го слушнал во црквата за време на таа проповед. И почнал да посетува редовни богослуженја со неговата сопруга. Со време Духот Свети делувал на неговиот ум. Било сведоче дека треба да му го предаде својот живот на Бога. Се случило еднаш Кен да присуствува кога проповедникот имал јавна евангелизација, јавни предавања, и во својата проповед проповедникот упатил јавна покана или порака или повик до верниците и до пријателите. Пасторот побарал од верниците кои седеле да се крстат, односно да ја кренат својата рака. Знаете, на крајот тоа е вообичаено, се поставува прашање кој сака да стори завет со Бога, нека ја крене својата рака. Ништо веќе не можел да го задржи Кен. Одлучил да не ја крене само едната рака. Тој ги кренел двете раце. Седел тамо некаде во ќошот и мислел дека проповедникот не може да го види. И затоа не му било доволно едната рака, тој двете ги кренел. Со одобрение дека сака да стори завет со Господа. Затоа не само што ги кренел двете раце, туку станал високо кревајќи ги двете раце. Кратко време после таа негова одлука, Кен бил крстен
и станал истакнат верник на Христовата црква. Почитувани, што мислите за Кеновото искуство? Што е тоа што го предизвикало, не натерало, Бог не тера со сила. Што е тоа што го потикнало срцето на Кена да стане толку цврст во своите одлуки? Може би вечерва јас нема да кажам кој сака да крене рака, меѓутоа Бог нека го виде вашето срце и вашите мисли што ги упатуваме вечера кон Бога, дека Боже, јас сакам тоа да го направам. Јас сум го направил тоа пред скоро 38 години. Јас како личност. На 15 години. Сум го направил тој чекор пред Господа. Сум се крстел. Сум се заветовал. Затоа што сум сватил дека тој е единствениот пат кој може да не однесе кон Небесното царство. Лични прашања за нас вечерва, а и за сите кои ќе ги читат овие прашања. Зошто Исус смета дека крштевањето е толку важно? Па затоа што е важно, а нешто што е важно Исус го нагласува. 100 пати е спомнато крштевањето во Библијата, почитувани. Со цел да не потикне Исус за да го направиме тој чекор. Еден друг господин по име Никодим дошол ноќе кај Исуса и посакал да биде крстен. А Исус му вели: Никодиме, се е тоа добро, веруваш. Иако Никодим мисли дека по наследство ќе се спаси зашто бил евреин. А Исус почнал да му зборува за тоа духовно раѓање, односно за крштевање со вода. И на крајот приказната завршува и вели: навистина ти велам, Никодиме, кој нема да се роди со вода и со дух, не може да го види Небесното царство. Што треба да направите ако мислите дека се уште не сте доволно добри да се крстите? Кога ќе се почувствувате доволно добри да се крстите? Никогаш. Тоа е лага, тоа е стапица ѓаволска. Да бидеш добар, подобар, најдобар, па тек тогаш. Нема такво нешто се случи. Но со Христа ако сме, ако Духот Свети не води, ние ќе одеме и ќе напредуваме кон совршеноста. Значи, кога ќе го сториме тој чекор, кога ќе го направиме чекорот на крштевање, Бог ќе не води. Ние стануваме Божја собственост, почитувани. Што да се случи и смрт да дојде, ние сме на страна на правдата, ние сме на страна на спасението, ние сме на страна на Исуса Христа. И затоа Бог баре од нас: покај се, признај, верувај и тргни со Исуса. Дали крштевањето значи дека никогаш повеќе нема да согрешите? Ако погрешите, дали тоа значи дека треба повторно да се крстите? Не. Крштевањето не значи дека ние никогаш нема да погрешиме. Ќе се случи можеби, но затоа постои покаяние. Не мора да одиме повторно во вода. Постои еден друг облик, а тоа е облик на понизност, што Бог ни го дал. Повторно ако се случи паѓање во нашиот христијански живот, да станеме и да чекориме напред. Ако погрешите, дали тоа значи дека треба повторно да се крстите? Не мора да одиме повторно во воден базен. Доволно да клекнеме пред Бога, да се покаеме и да одиме напред, А секако Бог ќе ни даде сила да не грешиме. Но ако се погреши, вели Библијата, тоа го пишува во Новиот Завет, имаме застапник на небото, Исус Христос, кој се моли за нас и ќе ни даде сила и прошка. Дали вашата желба да го следите Исусовиот пример, да отпочнете нов живот и да се приготвувате за крштевање во склоп со Библијата е твоја и моја одлука. Јас овде напишав да, за мене да. Верувам дека и за вас. Нека Духот Свети, почитувани, не потикне вечерва да донесеме одлука, да го направиме тој важен чекор. Со тој чекор ние стануваме Божја собственост. Со тој чекор Бог ни отвара вратата. Кога еден ден ќе дојде, ќе каже: добри и верни слуго, си бил верен во малко, влези во радоста на мојот Господар. Нека му е слава на Господа за ова вистина и нека ни помогне, нека не потикне. Сите ние кои се уште не сме го направиле тој чекор, да го направиме денес, односно вечерва. Да не одложуваме некое ново утро. Денеска Бог не повикува да дојдеме кај Него целосно. Нека му е слава и фала за ова вистина. Амин. Амин.